Во пресметката на авторот Валентина Стевановска, дадена за објектот под работен наслов Воин на конј, кај секоја од позициите, а тоа се конјаник, релјефи, војници и лавови, стои една нејасна формулација дека во понудената цена влегува авторски хонорар, материјали, работници, простор, моделирање, лиење во гипс, негатив-позитив, лиење во полиестер, негатив-позитив, транспорт на гипс, транспорт на глина, изработка на конструкции. Ваквиот опис на трошоците не овозможува никаква проверка на видот, мерите и цените на елементите, врз чија основа е направена калкулацијата, така што вкупната цена која била договорена при непосредното договарање во износ од 649.000 евра нема адекватно образложение. Нејасни се и пресметаните количини на релјефите, бидејќи во пресметката на авторот стои вкупно 225 метри квадратни, додека пак во техничката спецификација на тендерот за лиење стои количина од 137 метри квадратни. За изработката на моделите на релјефите, авторот пресметал цена од вкупно 315.000 евра. Дополнителна причина за сомневање во реалноста на прифатените предмер пресметки е и фактот што авторите немале обврска никому да дадат отчет за тоа дали, кому и колку навистина платиле од предјавените и од општината наплатени трошоци. Тие трошоци, заедно со нивниот хонорар, биле уплатувани на нивна сметка и авторите самостојно располагале со средствата. Ако се има предвид и фактот дека во структурата на договорената цена со авторите, прикажаните трошоци представуваат доминантен дел, споредено со висината на авторскиот хонорар, станува очигледно дека сегментот материјални трошоци представува вистинска енигма и отвара простор за сериозни манипулации. Во пресметката на авторот Константин Јанев, покрај двата лава, тој требал да изработи и 34 метри квадратни релјефи. Но, од записникот за примопредавање, произлегува дека изработил за 5,92 метри квадратни помала површина. Истото се случува и со авторите Дарко Дуковски и Елена Дуковска, која ги изработиле другите два лава и релјефи, па и тие предале за 5,92 квадрати помалку. Ако се има предвид дека во нивните пресметки тие за релјефите побарале 1500 евра за метар квадратен, произлегува дека само по овој основ авторите неосновано наплатиле вкупно 17.760 евра. Но оваа сума не е и конечната штета по буџетот на општината, бидејќи во тендерската документација за лиење на релјефите на 4 лава предвидена е вкупна површина од 74 метри квадратни, а излиени се 17,84 квадрати помалку. Јавната набавка за лиењето на лавовите ја има добиено фондерија Фердинандо Маринели од Италија, па ако се погледне анексот кој општината го склучила со оваа фирма за релјефите на фонтаната Воинот на конј, ќе се види дека цената на лиење изнесува 7.500 евра за метар квадратен. Заклучокот е дека општината неосновано платила на фирмата Фердинандо Маринели за изработка на 17,84 квадрати релјефи износ од 133.800 евра. Или вкупната штета за општината само по основ на овие релјефи изнесува 151.560 евра. Заклучоци. Прво, постапката за изработка на спомениците и скулптурите од проектот Скопје 2014, а кои се реализирале преку општината Центар, е спроведена со сериозно прекршување на Законот за јавни набавки. Второ, непосредното преговарање за склучување на договори со авторите, чии идејни решенија биле прифатени, било спроведено на начин кој не овозможува проверка на договорената цена. Поголемиот дел од прифатените предмер пресметки на авторите се паушални, без јасна спецификација на предјавените трошоци и како такви не се подобни за евалуација. На тој начин, на авторите им се исплатени огромни парични средства, без можност да се согледа нивната оправданост. Трето,
Во општината Центар немало адекватна контрола за тоа дали авторите ги изработиле и испорачале моделите според вид и количини кои биле договорени и платени од страна на општината. Тоа резултирало со неосновани исплати на високи парични средства кон авторите и кон фирмите кои ги изработувале елементите. Четврто, голем дел од постапките за избор на фирми за лиење и изработка во мермер на спомениците и релефите биле спроведени без да се обезбеди ниту елементарна конкуренција. Пето, општината Центар во повеќе наврати донела проблематични одлуки со кои ги елиминирала конкурентите на фирмите на Фердинандо Маринели од Италија. Од друга страна пак, на економските оператори Фондерија Фердинандо Маринели и Пиетро Базанти, општината Центар незаконски им овозможила предност и привилегирана позиција за добивање на тендерите. И шесто, посочените незаконитости во постапките за јавни набавки резултираат со штета по буџетот на општината Центар во износ од околу 8 милиони евра, само по основ на изработка на спомениците, односно со лиење и во мермер.